Студените израелски води имале не само конкретно, туку уште посериозно и индиректно влијание за размрдување на мозочните келии, што ме доволно едно утринско кафе плюс, за да започне будење на сензационални идеи за решавање на идентитетските проблеми. Практично, доволно е само да му се понудиме на Елон Маск. Дайте 100 милиарди, ние ќе си усменим името во Република Елон Маскова Македонија. Ме разбираш? И сакаш да кажеш ребрендирање вака целосно? Елон Маскова Македонија. Грците немаат проблем. Турско-ропска Македонија. Значи, 100 милиарди лапаме, правиме од каде е балник ја маскам бил. Е заверување дека предлогот би бил прифатлив, можеби не за друго, туку затоа што Македонија е социјална држава. А сведоштвата за неетичко бркање огромен број вработени од Твитер се јасен показател дека кадровските политики на Елон Маск веднаш би паднале неуставен. И тоа не по представка од левица, туку по крикот на социјал-демократите. Јас сум член на синдикатот од 1999 година и сум 100% на страната на Сојузот на синдикати на Македонија, на страната на работниците, да живее синдикатот и да живеат работниците и работниот народ на Република Северна Македонија. Пролетаријатот во Карпош се спаси од буџетскиот јаз во кој можеше да пропадне, но контрашите во Општинскиот совет се уште не можат да излезат од политичката дупка во која непотребно влегоа. Толку се збунети што не успеваат ни да се снајдат во белешките кои самите ги водат. Статут на Општина Карпош, член 20. Извинувам, тоа не е точен член, но деловникот член 60 од деловникот за работа на Советот. Што се случило? Погрешно сум бележал, да. Суштината на однесувањето покажува дека не само во Карпош, туку и во Скопје и секаде каде се нема адекватна моќ за влијание. Се сведува само на тоа како да се играат игри, најчесто детски, иако во ова модерно време подзаборавени, но длабоко вкоренети во политичкото маневрирање познато како пипка-трепка концепт, во кој еден се турка, ама за да падне некој друг. Спотер вие памтите од џамли, тоа е значи во играта кога еден играч преку една џамлија сака да ударање на една џамлија, сака да се доближи до друга џамлија. Или тоа би било подместување во џамлиите, тие што се малку повозрастни го знаат тоа. Така функционира и коњакот на Дуи. Доволна е само една лошо наместена говорница за на површина да излезе сета јавна и тајна љубов или омраза кон тие што не сакаат да играат во шлајката, која тој ја има направена. И за објавување на тендерот за следните 10 километри за кои што се и средства. Само секунда. Ја ќе трчам за вас. Тука сум. Посебно за Телма и за овие црвениве. Телма нешто паѓа често. И на крајот, кога еден несакан лапсус може во целост да ја погоди суштината. Мој гостин во аргумент е Бени Шачири. Тој од вчера е директор на култниот МПЦ. Но она што е интересно е дека 2019 се подпишуваа петиции против Бени Шачири да стане директор на МПЦ. Е доволно јасно дали МПЦ има директор. Некој велат да, некој не. Исто како и архиепископ. Се едно, ама таму немаат време за петиции, туку веднаш се пресудува. Особено ако ги задеваш директорот или архиепископот. Оние во сенка.